Добро вечер, Кичево. Добро вечер за ВМРО ДПМН, Социјалистичката партија и сите партии од најголемата коалиција за подобра Македонија. Најпрво сакам да ги пренесам поздравите од лидерот на Социјалистичката партија на Македонија, другарот Љубисав Иванов Џинго, кој од оправдани причини не е во состојба да присуствува на овој величествен собир. Почитувани кичевчани, во 2005 година од овој плоштад, од ова место тргна караванот на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН и Никола Груевски, за рушење на тогашната локална, а потоа и парламентарна власт на СДСМ. Тогаш извојувавме победа. Потоа следеа уште 6 победи поред. Ниједна коалиција, ниједна партија не извојувало толку многу победи во самостојна и независна Македонија. Сега е наред двојна победа, председателска и парламентарна. Почитувани кичевчани, како универзитетски професори, долги години се познаваме со председателот, со професорот Ѓорѓе Иванов. Можам да ви кажам дека тој е професор, ценет од своите колеги, омилен кај своите студенти. Професор со богато научно досие, наградено со титули на почесен доктор и почесен професор на елитни и светски реномирани универзитети. Како човек од универзитетот и науката знам колков труд, колкова работа, колку знаење треба да се вложи за да се постигне сето тоа. Иванов секогаш беше отворен за граѓаните, секојдневно присутен меѓу народот, меѓу работниците, меѓу земјоделците, научните и културните работници, меѓу спортистите, младите и своите студенти. Како човек, тој и денес е истиот тој Ѓорѓе, како што го познавав пред 20 години. За Иванов, младите се најголем капитал на Македонија. Тој како председател ја востанови наградата за најдобар млад научник, како и школата за млади лидери. Иванов ќе ја добие поддршката од македонските граѓани и затоа што тој постави нови стандарди во македонската политика. Тој покажа како е да се биде председател и во исто време да се сочуваат човечките особени како скромност и честност. Иванов покажа дека е државник со висока политичка култура и познавање на светските политички токови. Македонија немала председател кој што се сретнал со толку многу државници, но истовремено и со толку многу македонски граѓани. Социјалистичката партија на Македонија го поддржува Иванов за председател и затоа што тој во својата програма зборува за вработувањето и развојот на економијата. Тој е човек кој умее да го сплоти македонскиот народ и сите граѓани од Република Македонија без разлика на нивната национална и политичка припадност и верското убедување. Тој е човекот од народот и човек за народот. Токму затоа знам и ве уверувам дека Иванов е и ќе биде председател како што и доликува на Република Македонија. Почитувани пријатели, нашиот кандидат за председател секој ден на митинзите го соопштува својот кристално јасен став за името, усогласен со владата и со коалиционите партнери. Неговиот против кандидат не го соопштува својот став за името, туку бара консензус, а не објаснува каков. Веројатно неговиот став е толку лош за Македонија што доколку го соопшти нема да добие ни еден глас на изборите. И уште нешто, тој вели дека нема да ги потпишува законите доколку стане председател. Ве прашувам, дали на Македонија треба председател кој што заедно со владата ќе ги решава проблемите на граѓаните и ќе работи за развојот на Републиката?
или пак председател косничар на собствената држава? Дали на Македонија е потребна единствена и усогласена надворешна политика во одбрана на националните и државните интереси или е потребна политика на свитка на кичма? Почитувани кичевчани, во Македонија има политички сили кои што бараат консензуален председател, односно председател што ќе го избира парламентот и што ќе го договараат политички лидери. За да ја постигнат таа своја цел, тие работат овие избори да не успеат. Македонија да не добие председател, Македонија да западне во уставна и политичка криза. Со тоа тие сакаат да им го одземат на граѓаните уставното право загарантирано да избираат председател, што е највисок степен на демократија во секоја цивилизирана држава. Затоа, почитувани, ве повикувам со нашата масовност на 13 април, да подсетам како што беше масовноста на локалните избори минатата година, кога преку 90% од Кичево излегоа на избори. Уште во првиот круг да го избереме нашиот кандидат Ѓорѓе Иванов за председател на Република Македонија и да му возможиме да ја продолжи својата мисија и да го заврши својот мандат како председател на Македонија членка на Европската Унија и НАТО. Да гласаме за досегашниот и иден председател Ѓорѓе Иванов. Да живее Македонија, да живее Кичево, да сте здрави и живи. Благодарам.